Дизелот поскапува за 2 денари, а бензините и екстра лесното масло за домаќинства за 2,5 денари по литар. Мазутот бележи зголемување од 3 денари. Според новите цени на Регулаторната комисија за енергетика, кои почнуваат да важат од полнок, 95-ката ќе се продава за 85 денари по литар. Новата цена на 98-цата изнесува 87 денари по литар. Дизелот пак од утре ќе се продава за 93,5 денари по литар. Од овие цени може да се оди и надолу на бензинските помпи поради попустот на окта од 3 денари за дизелот, односно 2 денари по литар за бензините. Компанијата одлучи да го продолжи попустот до 18 мај. Според премиерот Мицкоски, земјава се уште има најевтини горива во регионот, па затоа во некои денови има дури до 30% зголемена потрошувачка на македонските бензински пумпи од страна на странски државјани, најмногу од соседството. Премиерот изјави дека мерките продолжуваат и Македонија останува стабилен фактор во регионот кога се во прашање цените на нафтените деривати. Ние сме горди што можеме да влијаеме за подобар стандард на граѓаните на соседните држави, меѓу кои што се Србија, Косово, Албанија и Грција и делумно Бугарија. И ние како држава сме фактор на стабилност и продолжуваме со политика која ќе значи подобар стандард за граѓаните. Остануваме на оние намалени акцизи за бензините и за дизел горивата, остануваме на намаленото ДДВ за бензините и остануваме со убедливо најниска цена на горивата, односно бензините и дизел горивото во регион. Владата предпазлива по информациите дека најмалку една фирма од нафтениот бизнис реекспортирала ефтини нафтени деривати во кои е вкалкулиран попустот од окта од 3, односно 2 денари по литар, како и владините мерки. Проверките на Државниот пазарен инспекторат се во тек и доколку има нерегуларности, ќе бидат преземени мерки, информира премиерот. На основа на информации кои што ги добивме од страна на лица кои што се во тој бизнис, наше е да провериме секоја информација која што ја добиваме, се разбира во зависност од тие проверки, така и како влада ќе реагираме, инаку проверките се уште течат. А за колку компании имате индици дека извезувале? За најмалку една. Цената на нафтата значително се зголеми минатата недела поради турбуленциите на Блискиот Исток. Во одредени моменти достигне и $126 за барел. Кон крајот на работната седмица цената се намали и денеска се тргуваше за $108 поради иницијативата на американскиот претседател Трамп за помош на цивилните бродови на земји кои не се дел од конфликтот, слободно да се движат низ спорниот проток до крајната дестинација.